Почитувани гледачи, почитувани браќи и сестри македонци, добредовте во нова епизода на Родински разговори. Денеска ќе зборуваме за една, па да кажам, можам вечно актуелна тема во Македонија. А со мене денеска во студиото е претседавачот на Родина Македонија Томче Ширков. Добро вечер, Томче. И претседателот на Светскиот македонски конгрес господин Тодор Петров. Добро вечер. Добро вечер. Томче, ќе започнам од тебе со едно интересно прашање. По промената на името, во Македонија се создаде, да кажем, една голем револт, големо разочарување кај македонците и тезата дека Македонија повеќе не постои, дека Македонија не е држава, дека е сведена територија, дека македонскиот народ повеќе не постои. И сега ќе те прашам, дали Македонија е територија, дали Македонија е држава и што е случило со македонскиот народ? Слава му на Бога, Македонија е се уште држава, и Македонија се уште постои и формално правно и нормативно. Подоцна господинот Петров може да многу да го објасни детално затоа што бил и директен учественик и директен свидетел на сите тие настани процеси. Постои Македонија и тоа постои под името Македонија. Значи, со таа флоскула дека е променето името, нас ни се фрла прашина во очите повеќе пати. Ако ви текнува на времето кога беше актуелен Албански универзитет, албанско високо образование и така натаму, тие почаа да не условуваат нас како славо македонци и таа, да речеме, нафрлена пенал топка ја потфати и грците и бугарите и тие велеа дека античките македонци си биле некои што се изумрели, таа држава престанала да постои и веќе ја нема со векови, со милениуми и затоа ние сме сега славо македонци, би требало да бидеме славо македонци. И вистинското име на државата и на нацијата е Славо Македонија, не знам како. Сега, после тоа го актуализира исто во Славо македонските окупатори во 2001 кога беше војната, истиот тој наратив и тој наратив веќе тогаш зема замав, е подоцна настана тоа дека веќе ние не сме Република Македонија, дека официјално меѓународно и во Обединети нации сме ФИРОМ, што и тоа не беше вистина, рапидна лага, дека постои некаква си држава која што е поранешна бивша, а со само тоа да не може да постои држава поранешна бивша, и доаѓаме сега до последната промена која што е промена дека постои држава Северна Република Македонија. Името на нашата држава, односно името на државата е Македонија и такво е од секој пат, значи, без разлика дали била социјалистичка, народна, федеративна, ваква таква, тоа се представки за општественото уредување. Во одреден период кога се формирала била народна, подоцна станала федеративна, па станала социјалистичка, независно како го менувале уставот, некои одредби во законот и така натаму. И на истиот принцип имаме и промена на името кое што, да речеме, подоцна била наречена Република Македонија и подоцна, значи денеска е република, утре може нема да биде република. Може некој пат ќе постане монархија. Не ќе да преудицирам, ама името на државата е Македонија. И главната поента е дека со тоа име е Уставот на Република Македонија, а знаеме дека Уставот е подкрепен со двата референдуми. Значи, првиот референдум, може тоа е подобро да го објасни господинот Петров, над 90% од излезените, не знам колку таму 95-6% си имат изјаснето за име и постоење на држава што се вика Македонија. Така да, дали ќе биде република, дали ќе биде сојузна, федеративна, социјалистичка, тоа се наставки мелниви и милниви, а името на државата е Македонија. Се разбира дека постои, ќе продолжи да постои како држава Македонија. И што е еден многу битен момент, не само што постои држава Македонија, него категорички, научно докажано, е дека државата Македонија е прва држава во Европа. Со сите атрибути на држава, може после да се навратиме и на тоа, а можеби е и една од првите држави во светот. Затоа што сите тие држави кои што постоеле, кога постоела Македонија, дали Ашура, Сирија, Вавилон, Египет и така натаму, денеска не постојат во тој облик или воопшто не постојат. Така да Македонија била држава кога другите околни народи и овие сите што не спорат и имаат шовинистички настроенија кон нас, биле племиња. Племиња со знамиња или племиња без знамиња. Македонија уште од тогаш била држава. Така. Господине Петров, ке може ли ви исто да се надоврзете на ова? Името на државата се состои само од еден единствен збор, зборот Македонија. Сите додавки пред името се опис на уставното уредување. Под тоа име Македонија поднесе апликација за членство во Обединетите нации во 1992 година. Советот за безбедност даде препорака за прием
на државата со апликација број тој и тој во членство на Обединетите нации, бидејќи ги исполнува критериумите за членство во оваа меѓународна меѓувладина организација. И практично времето на членството во Обединетите нации од 1993 до 2019 година е време на времено обраќање кон државата Македонија со поранешна Југословенска република Македонија. Меѓутоа, дипломатски јазици во светот се англискиот и францускиот. Нивната граматика е малку поразлична од нашата. Ние велиме Република Македонија, меѓутоа тоа не е композитно име. Во англискиот јазик пред името, описот пред името, со името е разграничен со предлогот of. И практично нашата апликација во Обединетите нации од 1993 година беше под името Македонија. Не ја именуваа во резолуцијата на Советот за безбедност и с резолуцијата на Генералното собрание. Меѓутоа, точно се знаеше дека се работи за државата со апликација број тој и тој, а во апликацијата беше името Македонија. Тоа е околу името на државата, иако и самиот гуру на СДСМ Фрчковски своевременно кажа: ние сме во постапка на разговори за надминување на разликите околу името со јужниот сосед, меѓутоа резолуциите на Советот за безбедност и на Генералното собрание од 1993 година не принудуваат да прифатиме промена на името на државата. И предлагаше крај на разговорите да се извести Советот за безбедност дека исцрпени се сите можности за надминување на разликата, си остануваме со разликите, членството во Обединетите нации ќе го продолжиме под единственото државно историско име Македонија. За жал, големите сили или определена администрација од Европската унија во Соединетите Американски држави наметна марионетски режим во Македонија, кој беше предодреден да го промени името на државата Македонија и идентитетот на македонскиот народ. И затоа уследија двата договори со Бугарија, договорот Заев-Борисов од 1 август 2017 година и спогодбата Димитров-Кодзиес од 17 јуни 2018 година за промена на името на државата Македонија. И жалосно е, науката остана, по мое мислење, неодредена. Шарлатанот Заев во спогодбата Димитров-Кодзиес ексклузивното право врз културата и историјата на Македонија им го предаде на грците и на владата во Атина. Со тоа што утврдија една одредба дека историјата, културата на Македонија се дел од хеленската цивилизација. Затоа и нашето барање за надминување на дилемата Македонија држава или територија без македонски народ историја е итно и безусловно еднострано раскинување на договорот Заев-Борисов од 1 август 2017 година и на спогодбата Димитров-Кодзиес од 17 јуни 2018 година, итно и безусловно продолжување на членството во Обединетите нации под единственото историско државно име Македонија и итно и безусловно еднострано раскинување на меѓувладините македонско-бугарска, македонско-грчка комисија за ревизија на македонската историја. Македонците
пороти државјанство од сите делови на Македонија во светот и татковината, отфрлат нова октруирана политичка историја за Македонија и македонскиот народ. И практично овие два договори се со намера, краткорочно, долгорочно, Македонија од држава да стане територија без македонски народ и историја. И затоа да не ве чудат играриите околу статусот на државноста. Имавме еден период, една партија, Демократско-републиканска унија на Македонија, ДРУМ, што ја предводеа претежно лица пробугарски ориентирани, начело со Доста Димовска, која јавно декларираше за нашата програма стои Американската амбасада, која пак воопшто до ден денес не го демантира тоа, со проекција Македонија да се реформира во конфедерација по моделот на Швајцарија со 4 кантони, мнозинско албанско, грчко, бугарско и српско население. Македонија со се само без македонци. Не. Идејата беше во такви услови можно е да остане и името Македонија, меѓутоа како држава без македонски народ, затоа што културата и историјата на Македонија и на македонците после Балканските војни од 1912-1913 година е инкорпорирана од окупираните делови на Македонија како државна култура и историја. И затоа енигмата или феноменот сите на Балканот тврдат дека граничат со самите себе си од сите страни, сите ги обвинуваат останатите дека им ја крадат културата и историјата, сите слават исти датуми, настани и личности, само зависи кој од која страна на границата е, за да каже мои се. Кога ние македонците, после дисолуција на поранешна СФРЈ, го тврдиме тоа, сите и покрај анимозитетите меѓу нив, сите се обединети во агресијата против нас по сите основи. Не негираат име, јазик, народ, култура, историја, територија, граници, држава, црква. По сите основи, затоа што дисолуцијата на поранешна СФРЈ им ја наметна загриженоста, што ако во парче земја воспостави ексклузивно право врз културата и историјата на Македонија. И затоа уследија двата договори, за да ја демонтира државноста, да покажат и докажат пред Европа и светот дека македонскиот народ не е етнос, туку демос, а во основа се грци, бугари, срби или албанци. И да не забораваме, после Балканските војни 1912-1913 година, Грција и Србија склучуваат меѓудржавен договор за слободна зона на пристаништето во Солун, која Атина ја дава на Белград, му ја дава на Белград во владение без надомес 50 години со единствена цел Белград да ги асимилира македонците на север од Гевгелија во Срби, како што Грција тоа ќе го прави од Евзони или Мачуково на југ како Грци, за да го затворат македонското прашање. И кога ќе имаме предвид сите овие нешта, може само да констатираме дека македонските работи немаат почеток и крај, затоа што Македонија е вечна тема. Времето нив ги селектира и диференцира, инкубацијата и ферментацијата профилираат квалитет со време. Меѓутоа, кога сакаме да зборуваме за македонските работи или македонското прашање, треба да ги имаме во предвид неколку аксиоми како тврдења, чија точност, вистинистост не се проверува, затоа што тие се од Бога дадени. Прво, македонското прашање не се решава парцијално и сепаратно, туку универзално и интегрално. Не постојат македонци во републикава и македонци во диаспората. Постои само македонски свет, постојат македонците во светот. Во светот како глобално село
не постои диаспора, таа е антипод на целината и представува анахронизам. Денес може да живеете во Скопје, да работите во Париз, да вечерате во Берлин, да спиете во Виена. Кому е диаспора? Затоа велам, во светот како глобално село, ние треба да зборуваме за Македонија како збир на културни вредности. Понатаму големината, и затоа големината на една цивилизација е во универзалноста на незините вредности. А универзални вредности на македонската цивилизација се мирот и љубовта наспроти војната и омразата, толеранцијата и коегзистенцијата наспроти сегрегацијата и дискриминацијата, и културниот глобализам кој подразбира интеграција со афирмација на помесните етноси, јазици, религии и култури, наспроти корпоративниот глобализам кој, поаѓајќи од профитните интереси на мултинационалните корпорации, врши интеграција со асимилација на помесните етноси, јазици, религии и култури, се до нивна физичка ликвидација од земјата топка, затоа што на тој светски поредок им одговара една влада и свет без нации, без држави, затоа што не им се потребни граници, не им се потребни даноци, царини, некому да плаќаат за сметка на профитите што ги создаваат. Затоа и го целата мисла светот го препознам како поле за културен надпревар помеѓу народите, не представува само негова лична импресија, туку експресија на генетскиот код на македонската цивилизација во целина. И за крај, аксиомата, иако ние македонците сме единствени носители на државното име Македонија во светот, свесни дека империјата Македонија не може да се субституира во Републиката Македонија, макар еднострано декларираме културата и историјата на Македонија не се ексклузивно право, туку дел од културно-историскиот идентитет на сите балкански демоси, како современи политички нации, во чија што основа е македонскиот етнос, независно од разликите во читањето на историјата од аспект на актуелната геополитика, дури и независно од разликите помеѓу современите литературни јазици како производ на современите политички нации. И се разбира како и за сите, така и за нас, македонците, правилото, Македонија нема вечни пријатели, Македонија нема вечни непријатели, Македонија има вечни интереси. Така, ви благодарам. Томче, на Македонија и го смени името, и го сменија знамето, и она што сме учеле во основно училиште како мали деца се основните атрибути на една држава. Сега Македонија кога ги нема тие основни атрибути, значи го сменија ово вековно знаме, го сменија, односно дадоа срамна географска одредница врз името Македонија. Дали Македонија има атрибути? Дали Македонија зошто Македонија била држава? Како станала држава? Вака се, значи Македонија имала атрибути негде околу 2750 години од денеска. Значи 750 години пред новата ера Македонија е првата држава која што е формирана како држава со атрибути. Да се надоврзам на ова што реков порано, што си биле сите племиња со знамење или племиња без знамење. Додека, например, бугарите ден денес не можат да утврдат дали се татари, дали се тракици, дали се старите илири, дел од некои илири, трибали и така натаму, истото се случува со албанците, не можат да утврдат дали се дојденци помешани со илири од Италија, од не знам каде, или се задкавказски народ од Чеченија, од Лорестан, од Курдистан, немам ни појма од каде. А ние сме на чисто со тоа. Зошто? Затоа што кога овие 16 го имаме правено тој муабет, меѓутоа многу накратко, само како потсетување, овие 16 зраци на сонцето ги символизираат 16 македонски родови, односно тогашни етноси кои што се здружуваат, да речеме, во една целина и ја формираат државата Македон, и Пердика е нејзин носител, и значи после Пердика, особено после Архелај, ние имаме класични атрибути на држава. Конкретна територија која што е чувана од војска, со конкретни граници, конкретна символика, печатење на пари, на парите го има ликот на императорот, сопствени пари, сопствено знаме, сопствен грб и така натаму. Сега, за жал, ние тоа можеме да кажеме дека е
дел на глобална политика, можеме да кажеме дека е дел на нашата незаинтересираност и недоветеност на нашите политичари, нашите во наводници. Меѓутоа, најверојатно е и некаде помеѓу, производ на сите овие процеси. Денеска, например, ние немаме, Македонија, например, не кова своји монети. Не само што не кова своји монети, него и банкнотите кои што ги издава, се фактички како еден вид на меница, потврдница на еврото. Нашата банкнота е врзана со еврото. Тој атрибут ние го немаме. Ковање пари. Најголемата нумизматичка збирка на монети се наоѓа во Народна банка на Македонија, на целиот овој македонски полуостров. Благодарам туш. И сега, значи, поентата која е? Поентата е дека ние полека, но сигурно, тоа што сме го имале пред 3 милениуми, сега го губиме. Значи, сме имале меѓу првите грб. Тогаш луѓето немале грб. И тоа не само што немале сериозни држави, да речеме бугарската држава е сериозна држава, она немала грб. Имала само знаме. И тоа, внимавајте, нивно знаме било коњската опашка. Албанците, или во тоа време шкиптари или арнаути, како да ги наречеме, исто така немале грб. Немале ни знаме. Тие на стап закачувале одерена козјја кожа со рогови. Рогови и кожа, дел од кожата е закачена на стап, тоа им било знаме. Значи, кога народите, а за грците не сакам да зборувам, грците значи имаат знаме кое што фактички е само пребоено, знамето било или црвено или виолетово, зависност од која покрајна, тоа е британско знаме на колониите во Индија. Индија или Пакистан. Индија било, мислам, црвено, Пакистан било виолетово и грците го направиле црвено. Буквално идентично знаме, црвено со бели линии и сето тоа. Значи, ние сме имале атрибути на држава кога другите не им паѓало на памет. Наставно нема физички, нема историски запис дека постоело таква нешто. Зошто? Како ние сме ги изгубили атрибутите или на некого му одговара да ги изгубиме атрибутите, тоа е веќе сега друга тема. Меѓутоа, де факто, ние не коваме, односно не издаваме пари кои што имаат сами по себе вредност, односно имаат самиот паритет на монета или банкнота. Зошто е тоа така? Тоа е тема за себе. Нашето знаме е некое, не знам, произволно измислено, некои велат дека е накалемено на влашко знаме, некои други велат дека не е тоа, ние сме имале такво знаме, ама не ние македонците, него јоните, некој измислен, не знам дали измислен некој си народ во праисторијата имал такво знаме и така натаму. Тоа е веќе проблем. И со грбот исто така проблем. Значи вековниот грб како еден од основните атрибути на државата и државноста е лавот. Значи жолт лав на црвена основа или со мали измени златен лав или така натаму. Ние гледаме дека после Југославија и си остана тоа така 35 години, 30 и колку години веќе, дека си остана тоа, знаеме, прво го менува, прво требаше да биде со петокрака, па добро, па сонцето малце поголемо, малце помало, па извадија петокраката, меѓутоа тој грб е исто така проблематичен. Еве да земеме дека тој грб постои 70 на години, а овој грб кој што постои од 2750 години го смени, така да на некого му одговара, да се вратиме на примарната и суштинска тема од вечерва, на некого му одговара да ние губејќи ги атрибутите, да ја изгубиме државноста, а губејќи ја државноста да постанеме територија. Некои велат дека треба да постанеме протекторат и дека сме на добар пат и дека зависно од читањето, од гледањето, што велат американците point of view, зависно од перспективата на тој point of view, ние практично сме протекторат. Сега некои велат дека сме протекторат на Брисел, други велат дека сме протекторат на Вашингтон, меѓутоа јас изричито тврдам и мислам, можам да го подкрепам со аргументи доколку настане дискусија за тоа, дека ние не сме протекторат. Затоа што во протекторатот населението е протекторирано и ги има сите услови како во држава. Значи, може да го говори својот јазик, неговиот јазик е деклариран и признат, може да се нарекува како што сака и тоа е заведено во Обединети нации, пример со палестинците. Може да каже кое што е никој да не му забрани. Тоа може за палестинци, за курди, за Источен Тимор, за кого било, само за Македонија не може. Затоа Македонија не е ни протекторат. Македонија е нешто помеѓу 18 и 19 век, не е така, ама така е третирана од нашите стратешки партнери, нашите покровители и нашите добротвори, еве да кажеме. Така со кратко, за да не разбере народот, општо
широки маси да разберат за што станува збор, тие наши добротвори и стратешки партнери не третираат долго време, најмалку 35-40 години, дека ние сме некоја буквално како во 18 и 19 век во Америка индијанците, Northern Territory. Имало, например, некои одредени народи, кои што си биле, не знам, Навахо, Чироки и така натаму, или, например, овие Сујукси на северот биле, баш за да поклопи со ова север. И сега тие Сујуксите биле огромен народ, не знам, 1.600.000 биле. И сега овие земјали ги испотепале, ги ставиле во логори, ги интернирале, им направиле што им направиле, ете така етничко чистење им направиле, исто како нас, што ни чистија и во Егејскиот дел, па на добар пат се сега и во Пиринскиот. И едноставно велат, ова веќе не е ни Сујуки, не е ни Чироки, не е ни Црни нозе, ова територија, ова е Northern Territory, резерватот на северната територија. Така и ова се треба да постане Northern Territory, северна територија, не проблематично кој народ живе, од кого контролира, на едно општо попазјание да не се знае што и како е. Крајната цел е точно тоа, да не се знае што и како е, а преку тоа да исчезне македонскиот народ, така да македонската култура, традиција и историја да си немаат свој собственик. И така да тие да можат да постанат и грчки, и бугарски, и општо светски, и албански, и кој како му треба ќе си позаемува од македонската историја, култура и традиција. Така, така. Тоа е моје скромно мислење, па сега. Па околностите толку покажува дека е така. Господине Петров, јас како знам за себе, Македонија се соочува со страшни притисоци од не само од соседите, туку и од Западот. Сега сакам да ми кажете која е целта на тие децениски притисоци за менување на уставот, менување на знамето, менување на името и внесување на бугари во устав и сите тие глупости да ги наречам кои што се случуваат на Македонија. Па историјата на Македонија од Балканските војни е историја на окупации и на геноцид врз македонскиот народ. Тие црни петна во историјата ретко кој сака да ги признае. И затоа со овие двата договори со Атина и Софија од 2017 и 2018 година се настојува македонското прашање дефинитивно да се затвори. Погледнете картата, географската карта на Африка. Границите се на сите африкански држави цртани со ленир и шестер. Така ги цртале големите сили, колонијалните, западни држави, границите и на Балканот. Затоа поранешната министерка за надворешни работи на Грција, Пандора Бакојани, недвосмислено кажа, ние историјата за Македонија еднаш ја напишавме, по втор пат неизина ревизија нема да вршиме. Значи, така ги цртале границите на државите како сфери за интерес на западниве земји на овие простори. Англија како ментор на Грција, Франција на Србија, Германија на Бугарија, Австро-Унгарија на Албанија и така натаму. Границите на Албанија ги цртаат од 1912 до 1928 година. Не знаеле каде да ги нацртат. Значи, носеле своји суверени од нивни династии на овие територии како држави, тие си носеле историчари од своите земји, кои кога доаѓале тука на принцот или царот што го донеле од запад, им напишале историја за територијата што ја владеат. И од тука разликите помеѓу нас на Балканот. Окупираните територии од Македонија, вршејќи геноцид децениски врз македонскиот народ, домородното население, ги инкорпорирале во државите Албанија, Грција, Србија, Бугарија. И сега, после дисолуцијата на поранешна СФРЈ од 1991 година, повторно реинкарнира темата Македонија. И затоа кажав и повторувам, агресијата кај сите околу нас, што ќе остане поради фактот што ќе остане од нашата култура и историја,
ако ова парче земја со името Македонија воспостави монопол врз македонската култура и историја врз темата Македонија. И затоа и покрај сите меѓусебни анимозитети, единството меѓу нив во агресијата против Македонија по сите основи. Затоа ја спомнав партијата Друм со менторство на Американската амбасада, после многу други претходни обиди за територијално рекомпонирање на територијата на државата Македонија. Макар и да остане држава со името Македонија, да престане постоењето на македонскиот народ, за да долгорочно не настојува Повторно не воскресне. да ја воскресне темата Македонија во етноисториските граници. Затоа и беше барањето со договорот Димитров-Кодзијас да се избрише Асном, одлуките од Асном во преамбулата на Уставот на државата Македонија, затоа што затоа што со манифестот на Асном се повикуваат македонците на ослободување и обединување на Македонија. Пратеници, делегати на првото заседание на антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија се македонци од сите етноисториски делови на Македонија. Таа била поентата. Подоцна и кога била создадена Бугарија во времето на Ѓорги Димитров, има писмо од Бугарската комунистичка партија до поранешниот комунистичка партија на Југославија да почнат подготовките за обединување на Пиринскиот дел на Македонија со Вардарска Македонија во една држава. Па впрочем и во Втората светска војна и во граѓанската војна во Грција, мотивот за мобилизација во антифашистичката војна на македонците во Грција било одлуката на комунистичката партија на Грција за автономија до обединета Македонија. Од кога се растури Југославија, доживеа дисолуција, тогаш станаа свесни што може да се изроди од ова парче земја и затоа агресијата, негацијата по сите основи на Македонија и македонскиот народ. И затоа настојувањето со тие договори да го изгубиме етничкиот субстрат. Впрочем, договорот со Бугарија влече едно погрешно толкување на терминот за етничка историја меѓу Македонија и Бугарија, затоа што ние имавме заедничка историја и со Словенија, и со Хрватска, и со Босна и Херцеговина, и со Србија, и со Црна Гора. Меѓутоа и во таа Југославија не бевме ниту словенци, ниту хрвати, ниту босанци, ниту срби, ниту црногорци, ниту албанци. Се знаеше кои се македонците, си го задржавме својот идентитет, етнички, јазичен, културен, историски, верски, државен идентитет, континуитет и наследство. Така да, погрешната примена на договорот со Бугарија, а во нивната амбиција сега или никогаш, поради членство во Европската Унија, за да наметнеме вето доколку официјалната политика во државата Македонија не ги прифати приказните на Софија од Сан Стефанска Бугарија од 3 март 1878 година, во намерата на 17 јули 2022 година со потпишувањето меѓу тогашните министри за надворешни работи Бујар Османи и Генчовска на протоколот на договорот Заев-Борисов. Практично договорот е анекс на тој договор. Внатре се содржани сите барања на Бугарија и Бугарија има потреба да декларира дека ќе испорачаме нови барања во текот на преговорите. Сите барања ги инкорпорираа во тој протокол за извршување на договорот Заев-Борисов и затоа ни се наметна една нестандардна атипична процедура
ние практично се уште не сме почнале преговори со Европската Унија за членство на Македонија во овој сојуз на држави. На 16 ја прифативме јули 2022 преговарачката рамка на Франција, во која се инкорпорира сите бугарски барања, заедно со протоколот. На 17 се одржа на 17 јули 2022 година се подпиша протоколот, односно анексот на договорот, а на 19 јули 2022 година се одржа првиот политички состанок, атипична процедура, на која што членките на Европската Унија го поздравија протоколот, односно анексот на договорот и побара, како што побара парламентот на Бугарија, безусловно впишување на бугарите во уставот на државата Македонија. Ние не велиме дека сме против преговори и договори. Меѓутоа, и за нас, како и за сите, мора да важат правилата на меѓународното право, на повелбата на Обединетите нации. И затоа велиме, сме за историско помирување на македонскиот народ со сите соседни народи, сме за договори за траен мир и добрососедство меѓу државата Македонија со сите соседни држави, меѓутоа врз основниот принцип на меѓународното право на суверена еднаквост, што значи взаемно разбирање и почитување, соработка со сите, по сите прашања од заеднички интерес, не мешање во внатрешните работи на суверените држави и реципроцитет во меѓусебните односи. Договорите со Атина и Софија се едностранни, со ексклузивни права на другата страна, противни на националните интереси и на меѓународното право, затоа што единствена цел има Македонија од држава да стане територија без македонски народ и историја. И затоа од сите декларирани продлабочувања на меѓусебната билатерална соработка, разговорите меѓу владата на Заев со владите во Софија и Атина започна со меѓу владините комисии за ревизија на македонската историја. И се додека не ја постигнат целта за обезличување на македонскиот народ и да почнат било какви преговори, соседите нема да бидат задоволни додека претходно со генерации не се постигне асимилација и денационализација на македонците во државата Македонија. Па ние сме сведоци дека западните земји го злоупотребуваат албанското национално малцинство, албанската заедница во Македонија, кога ја носевме, кога ја промовиравме македонската енциклопедија од Ману, се крена на демонстрации организирани групи на албанците во Македонија. Не знам, тоа него можеби ниту евидентира многу медиуми, меѓутоа на протестите против македонската енциклопедија, заради што беше повлечен нејзиниот тираж од продажба, во Тетово беа облечени сите демонстранти со црни маички, со жолта апликација, на која беше ликот на Александар Македонски и околу која пишуваше македонско-илирски фаланги. Зошто? Затоа што они пишуваат историја дека се наследници на илирите, иако илирите биле многу по-на север, се наследници на илирите, мајката на Александар била Олимпија Илирка и заради тоа Александар Македонски бил албанец, а не македонец. Меѓутоа, феноменот на Балканот во толкувањето на историјата секој од своја гледна точка. Сите тврдат Белград дека македонците се срби, Софија дека македонците се бугари, Атина дека македонците се грци, Тирана дека македонците се албанци. Само кога ние тврдиме дека сме македонци, сите се обединети во агресијата против нас по сите основи.
Кога Белград тврди дека македонците се срби, Софија, Атина и Тирана молчат. Кога Софија тврди дека македонците се бугари, Атина, Тирана и Белград не коментираат. Кога Атина тврди македонците се грци, Тирана, Белград и Софија не дебатираат. Кога Тирана тврди македонците се албанци, Белград, Софија и Атина исто така молчат. Само кога ние тоа го велиме за нас, сите се обединети против нас. И од тука и заклучокот. Ако македонците истовремено се и срби, бугари, грци, албанци, дека во основата на овие политички нации е македонскиот етнос. Тогаш, зошто кавгите, зошто војната, омразата во наследството, за да стигнеме до прашањето без одговор. Кој е постаро? Јајцето или кокошката? На крајот на краиштата, империите на овие простори, во империите на овие простори, сите сме биле делови, сите носиме исто или слично културно-историско наследство. И затоа ние велиме дека заради релаксација на тензиите помеѓу балканските метрополи по прашањето за наследството на културата и историјата на Македонија, ние требаше да изградиме државна стратегија во порелаксирани односи, да ги олабавиме притисоците околу нас по прашањето за темата Македонија. Оно што постојано го повторуваме, ние да декларираме макар еднострано дека културата и историјата на Македонија не е ексклузивно право, туку дел од културно-историскиот идентитет на сите балкански демоси како современи политички нации во чија што основа е македонскиот етнос, независно од разликите во читањето на историјата од аспект на актуелната геополитика, дури независно од разликите помеѓу современите литературни јазици како производ на современите политички нации. Впрочем, ако ја читате историјата од аспект на актуелната геополитика, секогаш ќе дојдете до погрешни заклучоци. Ако вака настапивме, но не е доцна, тоа е единственото решение за релаксација, за мир на Балканот, независно од историите кои сите ние ги читаме, поради своји интереси кои да го носи ексклузивното право врз темата Македонија, ние треба да биеме промотори на еден таков диалог, за да изградиме меѓусебна доверба, бидејќи војните на Балканот не се заради интересите на балканските демоси. Тие секогаш биле предизвикани заради интересите на големите сили, со своји сфери на влијание на овие простори. Па дури и војната е последната во 2001 година помеѓу македонците и албанците, често пати тоа го повторувам, тоа не беше војна меѓу македонците и албанците или меѓу православните и муслиманите, тоа беше симулирана војна за имплементација на глобални интереси на Соединетите Американски држави за своји сфери на влијание на овие простори. Ние не треба да забравиме дека Тупулковски беше донесен за да се направи коалицијата со ВМРО ДПМНЕ. Македонија во тоа време заради милијардата на Цилија го призна Тајван. Кина ги прекина дипломатските односи, стави вето во Советот за безбедност на Обединетите нации на мировните сили, шлемови на границата меѓу Македонија и Србија, за да не се прелијат војните од северна Југославија и кај нас во Македонија. Меѓутоа, Кина стави вето поради ова неразумна одлука на тогашната влада на Георгиевски, стави вето за продолжување на мисијата на сините шлемови на границата меѓу Македонија и Србија, и војната од Косово се прелија и во Македонија. Практично ние бевме под агресија од Косово, меѓутоа да не забораваме дека крајот на таа војна беше во Арачиново, кога под команда на НАТО беа во 20 или 30 и повеќе автобуси извлечени припадниците на терористичката организација ОНА, меѓутоа и околу 30 и повеќе инструктори американски кои ги вршеа обуките и ги дава инструкциите за војна и дестабилизација во Македонија. Така, Томче, може ли истото прашање и твое
твое видување за како можеме да се заштитиме од сето тоа? Вака се, значи, најпрво, главната, да речеме, поента или одредница на тоа е зошто ние сме дојдени до оваа ситуација или до ова дередже, а тоа е затоа што ова сега што го кажа господинот Петров, ние сега со модерен речник можеме да го сведеме во тоа дека во Македонија и на Балканот, меѓутоа со одредиште центар во Македонија, континуирано веќе неколку векови се водат да речеме реални конфликти за туѓи интереси во облик на прокси војна. Значи, американците во 2001 воделе прокси војна, претходно преку бугарите, австро-унгарите воделе прокси војна, Хитлер водел прокси војна, исто пак преку бугарите и преку албанците делумно и така натаму и така натаму. Меѓутоа да се вратам на прашањето што е постори јајцето или кокошката. И сега, бидејќи, да речеме, многу луѓе, јас сум учествувал и на дебати и на трибини со, условно кажано, истакнати политичари кои што биле на високо, да речеме, профилирано ниво. Јас го немам тој проблем, ја немам тоа оптеретување. И затоа ќе кажам буквално како мислам. А сметам дека кокошката е постара од јајцето. Кокошката го снела јајцето. Така да исто да го сведеме на една математичка операција, ако сакате може да речеме дека тоа е еден интеграл математички или матрица, и може да кажеме вака за да биде појасно за широки јавни маси, дека еден татко може да има неколку деца, а едно дете не може да има неколку биолошки татковци. Значи, македонците не произлегуваат од бугарите, затоа што во исто време македонците не можат да произлегуваат и од бугарите, и од србите, и од грците, и од албанците. А еден татко македонски во случајов може да има едно дете со бугарска мајка, едно дете со грчка мајка, друго дете со албанска мајка. Тоа е, значи, класична матрица, решавање на проблемот математички, за да стане појасно ова со демосите, едносите и модерните нации што го објаснуваше господинот Петров. Значи, буквално ако сакате, си биле некои македонци кои што си биле староседелци, си живееле на македонскиот полуостров. И како доаѓале? Кога дошле, да не ги навредаме, не знам како да ги наречам, данајците, африканерите од Етиопија и Египет, се помешале со македонците, се изродиле хелени. Истите тие македонци, истата таа македонска мајка, кога била земена, оженета или не дај Боже силувана од турано-татарите, односно од хуно-тюрките, се изродиле бугарите. Кога истата таа македонска мајка била земена, оженета или како сакате, насилно приведена од гегите и така натаму и мирдитите, се изродиле шиптарите, албанците. И така натаму, и така натаму. Значи, буквално, додека ние не сме свесни за овој факт и не земеме јавно да го профилираме и не застанеме за тоа, и како држава, и како нација, како поединец, секој да биде свесен за овој ноторен факт, што е потврден со артефакти, со монети, со ископини, со генетика, и тоа генетика на неколку светски меродавни институти, од тип на ИГНЕА, на генериком и така натаму и така натаму. Генетиката говори дека ние имаме невидено поголем процент на гените на старите македонци. Според некои истражувања 45%, според други 39%, според други 51%, а грците имаат се на се од 0,2 до 0,4%. Така да, кога историските податоци, научните, артефакти, генетика стои за нас, нема што да се срамиме. Воеднова нека биде и одговорот како да се заштитиме од разнебитувањето и разградувањето на Македонија, односно како Македонија од држава, сериозна држава со традиција 3000 годишна историја, да биде разгранет двор и да биде неконтролирана територија од типот на Норден територи. Тоа е одговорот. Сега, меѓу другото, ние треба да се вратиме и на некои основни постулати. Значи, да ги, во скоро секоја емисија ова го кажувам, меѓутоа морам пак да го кажам, затоа што се нужно поврзани темите. Да оставиме и да ги баталиме, значи, овие наши власти, 35 годишни, Курто и Муртот, популарно наречени од народот, не сватија една проста работа. А таа проста работа е дека не има нешто кое што се вика домашна задача. А таа е, ако не си ја обновиш армијата,
ако не си ги обновиш институциите, ако не си ги решиш дома проблемите, никој нема да дојде од надвор да ти ги решава. Ако ти ги решава, он ќе ги земе ресурсите и ќе го собере кајмакот за себе, а тебе ќе те подчини. Тоа се вика незавршена домашна работа. Втора работа има. Нешто што се вика меѓународно право. Меѓународно право, како што каже исто господинот Петров, ние мора да се повикаме на меѓусебно разбирање, меѓутоа на принцип на паритет, на принцип на взаемни односи. Ако ние признаеме дека Македонија е дел од хеленската култура, тогаш треба и грците да признаат дека хеленската култура е дел од македонската култура. Затоа што ние имаме, ајде да оставиме пред 3000 години, пред 2500 што било. Еве да земеме сега гркот Зорба. Значи србакот. Македонец кој што одел во српска црква, што е гркот Зорба? Што е на пример конкретно да речеме Јаков од Јанина? Јаков од Јанина е 15 век. Јаков од Јанина збори словенски јазик и се декларира себе за македонец и во резбата, он бил копаничар, резбал, во резбата пишал, се подпишал доле Јаков од Македон. Како е он грк? Дај да видиме и друга историја има, не е само тоа пред 3000 години што било. Истиот тој, да речеме, пропорционалитет, ако сакате, може да кажеме дека поготово особено на Бугарија се однесува. Ако ние признаеме дека има бугари во Македонија, колку и да се, нешто испадна 300, сега се спорат дали се 300, дали се 1000. Еве да речеме има 1000 бугари во Македонија. Тие 1000 бугари се етничкото малцинство на Бугарија во Република Македонија. Колку македонци има во Бугарија? Според Евростат, значи тоа не се мои бројки, Евростат, покрај сите притисоци, покрај сите негирање на бугарската држава, вели дека во Бугарија има 302.000 македонци, кои што се македонски македонци, декларирани како македонци, и над 700.000 луѓе кои што се плашат, се притиснати, се уценети, не смеат да кажат и тие велат ние сме български граждани с македонски происход. Односно има македонско потекло, македонска генетика сака да каже. Значи кога тие ќе признаат постоење на 302.000 етнички чисти македонци и 700 и кусур илјади граѓани со македонско потекло, тогаш да поразговараме. Тие се некои основни пропорционални модели и некои основни функционални модус вивенди, еве ќе речеме, модус операнди, за да функционира и да ние се заштитиме. Меѓутоа тоа подразбира и зацврстување на државата. Да не ние тука бидеме картел и да бидеме Колумбија на Балканот. Да живееме од производство и продажба на марихуана, да бидеме транзит за кокаин и за екстази, да полицијата замижува, да се случува нас локални тепачи, сосема случајно, сега еве сосема случајно. Истите тие тепачи или можеби нивниот воџа кој што го тепа и го доведоа малтене на смртна постела господинот Петров, истите тие тепаа полицаец. И после полицајецот се сопнал по скали, како беше. Буквално истите тие, истиот тој човек, истата личност, зема полицајка и ја удри главата од службено возило пајак и после тоа полицајката нешто се сопнала, се удрила од пајакот. Додека државата не функционира на микрониво, не може да профункционира и на макрониво. И затоа ние вечно ќе се прашуваме имаме држава или немаме држава. Еве вака прочем најбанално, извинете за баналноста. Меѓутоа дали е држава таа во која што полицаец сам се утепува по скали и дали е држава таа во која што полицајка се удира од службено возило и потоа тврди дека тоа не е држава. Барем според мене. Проблемот на Македонија не е во дефицит на демократија, туку во суфицит од врховизам. А врховизмот не е етничко, туку геополитичко прашање. Жалам што ниту науката, ниту политиката не го демистифицира овој феномен, за да дојдеме до општо познат резултат. Не може да ја толкуваме историјата механицистички од аспект на актуелната геополитика, бидејќи секогаш ќе доаѓаме до погрешни заклучоци. И затоа кажав дека сите нации како демоси на овие простори денес биле делови на исти империи на овие простори. Сосема логично е да сите носат исто или слично заедничко културно-историско наследство. Проблемот е што ни се наметнува на приказната кој е постар
и кој треба да биде носител на ексклузивното право врз темата Македонија. И затоа велам, сите тврдат дека се македонци, а кога ние тоа го тврдиме сами за себе, сите се против нас во агресијата и негацијата за да го бетонираат инкорпорацијата на културата и историјата на Македонија и македонскиот народ во нивната државност. Често пати велат, нациите кога се создадоа, македонците последни тргнуваат од француската буржоаска револуција. Француската буржоаска револуција во 1700 или 600 година, не знам. 1700 не била национална. Таа била класна револуција. Затоа е буржоаска револуција. Да, класна револуција, таму не создавале нови французи. Да, од тоа време па наваму големите сили, тие на запад што биле колонијални и делес неоколонијално владеат со најголем дел од светот, си создавале држави со своји суверени за да бидат нивни интересни сфери, да вршат експлоатација на природните ресурси и работната сила. И затоа кога збориме за вредности, нашиве медиокритети честопати повторуваат. Ги прифаќаме европските вредности, ќе ги применуваме европските вредности. Кои европски вредности може да бидат субститут на македонските универзални вредности универзалните вредности на македонската цивилизација? Ако гледаме историски, кои биле вредности на европски вредности? Колониализмот, апартхеидот, робството, педофилијата, експлоатација. Најцрните страници во светската историја се дело на тие европски колонијални сили. Затоа се богати, бидејќи извршиле огромни трансфери на природни ресурси од остатокот на светот во нив. Од тука велам дека ЕУ и НАТО не се достојни за промена на името на државата Македонија и идентитетот на македонскиот народ, затоа што американскиот унилатерализам и европскиот центризам се повеќе се трајно минато свршено време. Светот се гради на мултиполарни основи. Македонија мора да ја прилагоди својата надворешна политика на новата геополитичка карта на светот и да гради политики на активен мултилатерализам. Соработка со сите, по сите прашања од заеднички интерес, меѓутоа врз основниот принцип на меѓународното право содржано во членот 1 од повелбата на Организацијата на Обединетите нации. Денес не се само Брисел и Вашингтон решавачки фактори за стабилноста, безбедноста и еднината на светот и на оваа планета. Тука се Москва, Пекинг, Нью Делхи, Јоханесбург, Бразилија и така натаму. Затоа велам, Македонија мора да ја прилагоди својата надворешна политика, да соработуваме со сите по прашање од заеднички интерес, меѓутоа да не станеме интересна сфера како што сме, врз која некои големи сили ќе полагат ексклузивно право и не елиминираат од останатиот свет. Ако јас тропам на вашата порта, а вие не ми отварате, не значи дека сум осуден да умрам пред прагот во вашиот дом. Светот е преголем за да побарам други со заеднички интереси да градиме продлабочување на билатералните односи. И затоа, имајќи ја предвид географската позиција на Македонија, ние треба да ја прифатиме одлуката која што е донесена од граѓаните. Имено како подсетување. Македонија е суверена и самостојна држава, чиј суверенитет произлегува од граѓаните и ним им припаѓа. Суверенитетот е непренослив, неотугив, а власта граѓаните остваруваат со демократско избрани представници во институциите на власта и по пат на референдум. Да се подсетиме, речиси 4/5 од скупниот број запишани избирачи
македонци пороти државјанство на референдумот одржан 8 септември 1991 година гласа, цитирам, за суверена и самостојна држава Македонија, завршен цитат, без додавки и без придавки на името на државата. Одлуката на референдумот е задолжителна за сите без исклучок, посебно за институциите на власта. На крајот на криштата во кривичниот законник постои кривично дело со казна затвор доколку не се почитува пресуда на суд. Ти овде вршиш велепредавство на нацијата, не ја почитуваш одлуката на референдум, зборуваш за правна држава и за демократија, за права и слободи. Која е логиката? Која правна држава ни доаѓа сега со променето име, на држава, променет идентитет на носителот на државноста во Македонија, македонскиот народ, да ни држат предавања за демократија, за права и слободи, за правна држава, а практично го суспендира основното човеково право универзално на самоопределување и самоидентификација на македонскиот народ. И одлуката на референдумот од 30 септември 2018 година, кога речиси 2/3 од скупниот број запишани избирачи македонци пороти државјанство не гласа, цитирам, за членство во Европската унија и НАТО алијансата и го отфрлија, не го прифатија договорот Димитров Кодзије со 17 јуни 2018 година за промена на името на државата Македонија и идентитетот на македонскиот народ. И затоа кога некој ќе каже мора да го почитуваме уставот, практично си соучесник во кривичното дело затоа што почитуваш промена на името на државата и идентитетот на македонскиот народ како носител на државноста, променето со кривично дело велепредавство, геноцид врз македонскиот народ и злосторство против човештвото кое не застарува. Кога и да е, пратениците и членовите на владата од 2019 година, кои извршија промена на името на државата и идентитетот на македонскиот народ, на македонската нација, со уставните амандмани од 11 јануари 2019 година, мора да одговарат за овие тешки кривични дела со казна доживотен затвор и конфискација на личниот имот и имотот на членовите на семејствата дома и во светот. И затоа агресијата од надвор префрлена кај марионетските влади во Македонија, самите да се справат со сите експоненти, поединци, организации, здруженија, партии, кои го ја бранат одлуката од двата референдума. Како може да суспендираш одлука на два референдума? Некои велат, а добро, анкетите покажуваат. Анкетата не е субститут на Уставниот институт референдум. Вие може да имате и програма Македонија на Марс. Меѓутоа, за тоа прашање решаваат македонците пороти државјанство, македонските избирачи на референдум. На два референдума, првиот го потврдивме името на државата Македонија, без додавки и без придавки, а вториот референдум, Државната изборна комисија прогласи дека одлуката за членство во ЕУ НАТО не е донесена. Може ли да спроведува владата закон кој не е усвоен во собранието? Како може влада, било која е, да зборува за членство во Европската унија и НАТО алијансата без одлука на референдумот? И затоа единствено решение на Македонија е итно и безусловно да еднострано да се раскинат овие два договори, да се распуштат овие две меѓувладини македонско-бугарска и македонско-грчка комисија за ревизија на македонската историја, доколку сакаме и понатаму да продолжиме како суверена и самостојна држава, чиј носител на државноста е македонскиот народ како етнос. И не случајно повторувам цело време. По меѓународно право, националноста произлегува од името на државата. Од името на државата Македонија, вие сте македонец, затоа што
од името на македонците се создала државноста на Македонија. Меѓутоа, идејата беше Македонија со овие договори со Атина и Софија од етнологија да стане чиста географија, за да со поделбата на Македонија од Балканските војни, македонското прашање дефинитивно се затвори со овие два договори. Кога велам врховизмот е проблем суфицитарен во државноста на Македонија, да го објаснам, тачи, врховизмот не е етничко, туку геополитичко прашање. Значи сервилност на определена номенклатура која во отсуство на доверба од сопствениот електорат мандат за власт во Македонија бара од некоја туѓа и друга метропола. Во 20. век тоа биле Белград, Софија и Атина, во 21. век се Брисел, Страсбург и Вашингтон. Или да биде по-разбирливо. 1893 година група видни македонци во Солун на 23. октомври формирале Македонска револуционерна организација, позната меѓу народот како внатрешна македонска револуционерна организација, донеле статут на организацијата, биле за Македонија како суверена држава во времето на Отоманската империја, Македонија на македонците. Меѓутоа, 2 години подоцна, во 1895 година, под патронат на бугарскиот кнез Фердинанд, во Софија се создава Врховен комитет на Македонската револуционерна организација и тие биле за Македонија. Меѓутоа, како дел од Бугарија и македонците како бугари. И започнува повеќе децениска братоубиствена војна помеѓу македонците, припадниците на Централниот комитет, централистите, приврзениците на Врховниот комитет, врховистите. Некои велат, да, ама и Врховниот комитет од почетот бил за Македонија. Бил, ама потоа станале со влијанието на Софија инструмент за големо бугарските интереси, за она неизживеана романса на Сан-Стефанска Бугарија од 8 март 1878 година, во чии рамки била цела Македонија. Иако тој договор никогаш не бил спроведен. Големите сили после руско-турската војна во 1877-1878 година, незадоволни од Сан-Стефанскиот мировен договор меѓу царска Русија и Отоманската империја, одржале Берлински конгрес од 13 јуни до 13 јули 1878 година во Берлин. На тој Берлински конгрес донесен е нов договор, речиси 2/3 од купниот брой одредбите од Сан-Стефанскиот мировен договор биле изменети, поништени. Била предвидена во член 23 автономија на Македонија или статус како на Крит во рамките на Отоманската империја со своја самоуправа и генерал на војската. И што се случува? Кога високата порта во Отоманската империја пристапила кон спроведување на обврските за Македонија со посебен статус, како Крит, Србија, Бугарија и Грција ја осуетиле таа намера и објавиле војна. Ние ќе ја ослободиме, нема вие да ја дадете автономија или самоуправа на Македонија. Тоа се случило. Аскерот бил протеран, меѓутоа веднаш после првата започнува Втората Балканска војна. Овие земји учеснички како окупатори врз Македонија се поделиле територијата и почнале да вршат системски геноцид врз македонскиот народ. Биле осудени на интернација или на физичка ликвидација. И затоа некогаш можеби треба рационално да пристапиме кон тие процеси на конвертитство. Да го земеме примерот со дел од македонскиот народ, го прифатиле јазикот на башибозукот, ја задржале православната вера, така наречените шкрети, етнички македонци, а дел од македонците ја прифатиле верата на башибозукот, го задржале јазикот и тоа се така наречените македонци муслимани, во основа етнички македонци. Тие процеси и ден денес се вршат во Македонија
со асимилација и денационализација преку исламската верска заедница. Ние го паметиме геноцидната изјава на поглаварот на исламската верска заедница, кога кажа дека македонците муслимани не постојат, тоа се инвитро нација измислена од ВМРО ДПМН за да ги земат имотите, исламските имоти од времето на Отоманската империја на исламската верска заедница. Значи тие процеси и денес се случуваат и ние мора да бидеме свесни. Има една порадикална изјава, ќе се сетат гледачите голем дел од нив, а таа е дека зошто измислувате македонци муслимани, оставете ги луѓето да си бидат торбеши. Значи сега што е понавредливо? Ние дека измислуваме македонци муслимани или дека некоја цела група дел од народ се торбеши? Што е тоа торбеши? И тоа остана нејасно, никој тоа не го објасни. Имаше такви обиди за инсталација да се запишат исто со промените на Уставот како посебна етничка заедница. Меѓутоа тоа се неотегифен раскилив дел од македонскиот народ и ние не смееме да ги оставиме тие луѓе на такви асимилаторски процеси. Впрочем, рациото кај човекот за да го сочува животот и имотот не треба многу далеко да ги бараме. Во времето на Југославија најголем број југословени по попис биле декларирани во Босна и Херцеговина и во Македонија. Но не затоа што постоела југословенски етнос, туку затоа што сме биле припадници на таа држава, нација, како што е и Бугарија. Бугарија, ако ја разложите на Македонија, Мизија и Тракија, нема бугари во Бугарија. И дилемата која се наметнува со впишување на бугарите за да почнеме разговори со Европската унија, односно да се одржи првата меѓувладина седница за да се усвои преговарачката рамка што ја предложи францускиот председател Макрон, е таа да ние се убедиме да го прифатиме тоа што Софија го предлага, дека сме до 1944 година етнички бугари, дека македонскиот е дијалект на бугарскиот јазик, дека Македонија била дел од Бугарија и дека практично културата и историјата на Македонија се бугарска култура и историја. И да не бидеме во дилема, во протоколот од 17 јули 2022 година Бугарија ги инкорпорира како анекс на договорот од 1 август 2017 година сите овие барања. Во протоколот се содржани бугарските барања од, еве да ги набројам, рамковната позиција за почеток на преговорите на Македонија и Албанија во Европската унија, што ја усвои бугарската влада на 9 октомври 2019 година, потврдена со декларација на Народното собрание на Бугарија на 10 октомври 2019 година, потоа така наречениот објаснувачки меморандум на Софија, што го испрати до земите членки на Европската унија од 16 септември 2020 година, во кој се тврди дека ние сме производ на Коминтерната, на Сталин, на Комунистичката партија на Југославија и декларацијата на Народното собрание на Бугарија од 24 јуни 2022 година и 30 јуни 2022 година со дополнителните услови за одржување на прва меѓувладина конференција на Европската унија со Македонија, меѓутоа да бидат впишани бугарите во преамбулата и во членовите 49 и 78 од Уставот на Македонија. Етнички бугари во Македонија, Албанија и Косово нема. Кого ќе впишеме ние? Значи, бугарското прашање во Македонија е прашање на врховизмот. Врховизмот не е етничко, туку геополитичко прашање. И затоа велиме, во Бугарија има се само бугари, не во Грција има се само Грци, не зашто таму сите се грци, на тие основи била создадена таа држава. Ама како нација? Како нација. Затоа кога ја компонирале државноста на Грција, големите сили од Запад, во Уставот 1 од 1827 година на таа држава напишеле Грк е секој православен кој живее на територијата во Елада и во окупираните делови од Отоманската империја.
И затоа кога ќе прашате денес грчки поп што е грк, он ќе ви каже грк е тој што е крстен. А тој што не е крстен, ако му возвратите, што е? Тој што не е крстен е турчин, затоа што турчин е синоним за муслиман за време на Отоманската империја во тие окупирани територии. Ние ги признаваме актуелните политички нации со своја културна идентификација, ја признаваме бугарската нација како политичка нација со своја културна идентификација, ја признаваме грчката нација како политичка нација со своја културна идентификација, меѓутоа не дозволуваме грубо мешање на Атина и Софија во внатрешните работи на Македонија. Не им се мешаме во нивните приказни за нивната историја, етнологија до Кина и Индија, меѓутоа не може да ја прифатиме нивната приказна дека македонците се бугари, а бугарите се татари и турки од далечна Азија. Така, Томче, живееме во општество каде што има комплетна апатија политичка, дефокус владе помеѓу македонците, тотално незаинтересирано не само за политичките прашања, туку и за општествените, загаден воздух. Не би рекол дека политичко прашање, тоа е екзистенцијално прашање. Покрај сите овие случувања што се случуваат во Македонија, дали мислиш дека се губи македонштината кај македонците, она чувство дека сепак сме македонци? Да, во многу голем степен се губи, многу ми е жал што е тоа така. И генерално сметам дека според моје лично мислење можам ова да го образложам само многу кратко, бидејќи веќе многу долго трае емисијата, можам да го образложам со два осврта. Еден е да речем општествено политички, а тоа е дека сите овие прашања се поврзани и дека ние мораме да работиме паралелно, односно да ги решаваме воот. Бидејќи ние и да решиме, да го успееме да го вратиме знамето или да го вратиме името, чуму ни е тоа ако децата ни добиваат канцер и белодробни заболувања и инфаркти по возрастните личности од загаден воздух и од загадена средина. Чуму ни е тоа. За да имаш добар квалитетен живот и културен и историски, потребно е да си жив физички да преживееш. Тоа е вака моето општествено гледиште на тоа. А моето лично гледиште е тоа дека проблемот може да го решаваме воот, да не отстапуваме од своето ни милиметар. Ние сме македонци, македонци кои што живеат во Македонија и Македонија е на македонците. И од тоа нема мрдање, на некого му се допаѓа или не му се допаѓа. Тоа е главната поента и генерално сметам дека ние треба на тоа да се повикаме со право, општествено, човечко, општо признати човечки права, меѓутоа и право дадено од Бога, затоа што ние македонците сме запишани во Библијата и Бог директно му дава на човекот право на самоопределба, покрај Обединети нации и општествени институции. Бог директно му дава право на самоопределба. И апостол Павле и многу апостоли тврдат за постоење на македонци. И така да можем ова цело да го резимирам во една реченица, ако е Бог со нас, односно ние бидеме со Бога, ние малку се оддалечивме од Бога и од тие вредности, од тој вредностен систем, ако е Бог со нас, што ќе ни направи човек? Затоа треба да обстоиме на тоа што е запишано во Библијата, на верата на нашите татковци и да обстоиме на тоа дека сме ние македонци, верни на Бога, правоверни христијани и мислам дека со тоа ќе се релаксираат, ако не решат, сметаме дека ќе се решат, меѓутоа ќе се релаксираат многу проблеми и впрочем затоа и нашата партија Родина Македонија работи на тоа, на континуирано враќање на Македонија и ова прилика ќе се ги искористам така да завршам. Значи, Родина ја враќа Македонија, ако сакате и вие да бидете дел од враќањето на Македонија, било пасивно, било активно, подобро е активно, вклучете се и поддржете Родина Македонија. Македонија на македонците. Така. Македонија е држава на македонскиот народ, во која сите се еднакви пред уставот и законите, независно од етничкото потекло, верското уверување, социјалниот статус, општествената положба и партиската припадност. Така мора да ја градиме државноста на Македонија и затоа јас велам, бидејќи по меѓународно право сите во државата Македонија се македонци, името на државата произлегува, името на националноста произлегува од името на државата и обратно. Затоа велам во Македонија живеат македонци по род и државјанство. Треба да понудиме разбирање за
за културното и историското наследство на Македонија меѓу сите соседи и да понудиме историско помирување на македонскиот народ со соседните народи и договори за траен мир и добрососедство меѓу државата Македонија и соседните држави, меѓутоа врз основниот принцип на меѓународното право на суверена еднаквост, што подразбира взаемно разбирање, почитување, соработка со сите по сите прашања од заеднички интерес, не мешање во внатрешните работи на суверените држави и реципроцитет во меѓусебните односи. Земете го примерот со спогодбата Димитров-Кодзијас, во која ексклузивното право врз Македонија е дадено на Атина, а нам ни е забранија придавката од именката Македонија и ги промени имињата на сите институции, јавни установи и предпријатија. И затоа итно и безусловно еднострано раскинување на двата договори со Атина и Софија и понуда на договори, меѓутоа врз основниот принцип на меѓународното право на суверена еднаквост. Како за сите во светот, така и за нас, македонците и државата Македонија. Така, господине Петров, ви благодарам што денеска бевте учесни во родински разговори. И тебе, Томче, ти благодарам. Беше чест. И мене исто искрено да ви кажам. Почитувани браќи и сестри македонци, почитувани гледачи, дојдовме до крајот на и ова емисија на родински разговори. Па можеме во една минута да сумираме денес кога што го разговаравме. Македонија е држава за која што вреди да се бори. Македонскиот народ е народ кој што има континуитет да дава отпор на неправда. Денес кога што се случува на македонскиот народ и на Македонија е неправда по сите основи. Затоа еве јас да порачам нешто, треба да престанеме повеќе да се чувствуваме апатично. Треба да трнеме таа меланхолија која што владее помеѓу нас и да станеме конечно се бориме за она кој што се борели нашите предци во минатото, за слободна, независна и суверена Македонија. За жал, денеска ги губиме сите атрибути на оваа држава, но надежта последна умира и со Господ напред Македонија повторно ќе биде држава на македонците. Ви благодарам што не гледавте и се гледаме во наредна емисија.